Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е лидерот на БЕСА, Африм Гаши. Господине Гаши, каква ќе биде улогата на БЕСА во владината коалиција? Дали ќе действувате како коректор на власта кога ќе прави грешки или пак ќе давате зелено светло за сите законски решенија на власта? Треба да очекувате БЕСА да продолжи да збори, да работи тоа што веќе го збореше и работеше претходните 3-4 години. Ке се залагаме за професионализација, високи морални вредности во општеството, за работа, за еднаквост кон сите, да не се прави дискриминација по никаква основа. Министер во влада на Република Македонија треба да биде министер на сите граѓани. Особено ресорот култура ни е доверен. Ние ќе се залагаме нашиот министер и нашите луѓе таму да бидат инклузивни, да работат во доброто на сите граѓани. Во јавноста се шпекулира дека една од причините поради која БЕСА влезе во владината коалиција е можноста да се зголеми бројот на пратеници и од сегашните тројца да добиете уште еден или двајца. Може ли на тој начин да се предизвика повторно обединување на БЕСА? Не, нашите причини за тоа што сме дел од владината коалиција е многу тесно поврзан со политичкиот моментум, би рекол и историски моментум во кој се наоѓа Република Македонија. Пред се главно е таа причината. Ние сакаме да бидеме дел од влада која го решава спорот со името и конечно влегува во сериозно пристапува кон евроатлантскиот процес и интеграција на државата во тие две организации, НАТО и ЕУ. Тоа е најглавната причина. Другите причини се нашата одговорност да бидеме дел од влада со едно многу битно министерство, како што е Министерството за култура, па да покажеме на дело тоа што сме го зборели неколку години. Кога сме кај пратениците, дали останувате на овие тројца или има можност да се приклучат и останатите двајца? Па ние би сакале нашата пратеничка група да расте. Ние сме отворени кон сите пратеници кои мислат и веруваат во нашите принципи за кои сме ги прокламирале јавно. Ако тие пратеници кои за еден момент помислија дека не е тоа најдобриот одговор, денеска ако го мислат поинаквото, секако дека нашите врати се отворени за сите граѓани и за сите пратеници кои веруваат во овие вредности. Значи, најбитно за нас е да бидеме сплотени во системот на вредности за кои се залагаме. Каква очекувате да биде вашата соработка со Демократската унија за интеграција во таа коалиција? Има ли тука простор за компромиси? Ќе биде многу тешко, веруваме дека они ќе направат се да не обструираат. Сепак ова е предрасуда моја. Би сакал да не е тоа вистина, би сакал секој да ја работи својата работа. Ние имаме Министерство за култура, водиме и ќе бидеме сигурно присутни и во другите министерства со пониски ешалони. Сакаме да го имплементираме тоа што го зборевме. Не би сакале да се судруваме со никого. Нашиот пристап кон ДУИ и кон СДСМ сакаме да биде пристапен во насока на тоа што ни представува можноста да ги критикуваме, но ни е отворена многу голема можност да покажеме дека сме многу подобри од нив. Господине Гаши, на што најмногу забележувате на актуелната власт? Јас би се фокусирал на еден многу битен момент. Тоа што Македонија на некој начин стана заложник последниве 5-6 години на едно прашање, а тоа беше спорот со името, и тоа ги кочеше и евроатлантските, евроинтеграцијските процеси, а со тоа и економските, образованите и културните. Мислам дека владата се фокусираше многу на ова, да се ослободиме од таа заложба, да бидеме заложници на тој проблем, и мислам дека може да дадеме висока оценка во заложбата на премиерот да покаже голем успех во овој дел. Во другите делови мислам дека останува многу работа, особено економскиот дел. Значи, граѓаните живеат
би кажал доста лошо, со лош стандард и низок квалитет на животен стандард. И мислам дека за една година влада не успеа доволно да направи сериозни чекори да го подобри овој живот. Како вие ќе придонесете за подобрување на економската политика, за која што опозицијата смета дека има најмногу слабости и дека власта покажала најлоши резултати во таа област? Имате ли конкретен план или идеи или програма со кој што ќе се подобри економската состојба во државата? Приоритет во нашата програма на БЕСА не е развојот на државата. Значи, ние како политичка партија, јас како председател на таа партија, сум многу заинтересирани, најмногу, да се реализира првиот приоритет. Тоа што ни е доверено да го водиме Министерството за култура, не ќе имаме многу голема можност во овој економски дел да помогнеме, но секако таму кај што ќе бидат присутни нашите кадри, ќе направиме све да ја подобриме оваа развојна компонента на државата. Дали се уште мислите дека БЕСА од трета опција ќе стане прв избор на албанското гласачко тело? Затоа што ми се чини дека кај албанците постои големо разочарување, особено откако БЕСА се подели. Да, секако се сложувам со тоа. Сите се разочаравме, ние што бевме раководни лица на тој субјект, најмногу се разочаравме. Не очекувавме таков атак комбиниран од надвор и внатре, но тоа останува во историјата. Јас сум многу оптимист затоа што за релативно многу брзо време успеавме да се совземеме, да останеме на нозе. На некој начин сум задоволен што тие што останаа верни на идејата, најдобрите луѓе во субјектот и структурите воопшто остана кај нас. И многу сум оптимист ако покажеме добри резултати со нашето учество во владата. Јас сум многу оптимист дека многу брзо БЕСА ќе стане прв избор кај албанците. Дали БЕСА ќе коалицира со други албански политички партии? Има ли тука простор за проширување? Мислам дека албанскиот политички блок е доста расцепен и тоа не е во интерес на политичкиот ареал во државата, ниту на тој албанскиот, ниту воопшто во политичка смисла. Значи, не е добро што кај македонскиот дел имаме добро етаблирани две политички партии и два лидери, и додека кај албанците имаме премногу. Мислам дека треба да почнеме да размислуваме за окрупнување. Ние сме отворени за ова, но најбитно ни е тоа да се прави на принципиелна основа, да се договараме за еден систем на вредности во кој веруваме и тоа да биде лепакот кој ќе не спои нас. Во јавноста постоењето на вашето движење се поврзува со партијата на турскиот председател Ердоган, особено во делот на финансиите. Наводно партијата на Ердоган ја финансирала БЕСА. Мислам дека овие шпекулации се продуцира во времето кога ние излегуваме како политички субјект. Бевме млада политичка партија, без никакво минато, почнавме од нула. Повеќето од нашето членство беа реализирани интелектуалци во своите професии и немаа што да не напаѓаат, па најдоа една таква етикета, верувајќи дека албанците имаат лошо мислење за Турција и за председателот на Турција Ердоган. И затоа тоа беше етикета која мислам дека за година-две веќе беше истрошена. Ние се финансираме како сите други политички партии, значи од членство и донатори внатрешни. Секако имаме развиена албанска диаспора во Швајцарија, Германија, во Европа и во Америка. И они ни помагаат помалку, нормално, но не сме зафалени во тој дел. Така да, јас сум разговарал отворено во собрание за да имаме нов закон за финансирање на политички партии. Мислам дека многу прашина се крева за ова прашање. Мислам дека државата треба да ги финансира политички партии за да не оставиме ниту можноста за корумпирање во делот кога
е предизборна кампања и да не бидат политичките партии заложници на некои олигарци. Господине Гаши, ви благодарам за интервјуто. Беше моје задоволство, благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.